Со почетокот на есента целото внимание на сите земјоделци од Пелагонискиот регион е свртено кон река Црна. Земјоделците се уште ги чувствуваат последиците од големите врнежи, кои предизвикаа катастрофални поплави на почетокот на оваа година. Стравуваат тоа да не се повтори и оваа зима. Со цел превенција од можни врнежи, општините од овој регион комплетно се посветени на преземање на сите активности, кои ќе возможат сигурност дека минатогодишното сценарио нема да се повтори. Секако една од тие активности е и чистењето на река Црна, чие излевање беше главна причина за настанатата штета во општините Новаци, Могила, Прилеп и Битола. Градоначалникот Лазар Котевски е избран за координатор на целиот процес и сите активности кои се преземаат за чистење на река Црна. Поради тоа разговараме со него за моменталните активности, за тоа како се одвиваат работите на терен и кои се следните чекори. Со почетокот на есента, повторно цело внимание на сите жители на Пелагонискиот регион, посебно на земјоделците, е свртено кон Црна река. Вие сте координатор задолжен за чистењето на Црна река со цел превенција од можни поплави во текот на следната година. Кои активности моментално се во тек и што се превзема за да се превентира тоа? Точно така, општина Новаци е избрана како главен координатор на координативното тело за спроведување на чистење на река Црна, превентивно чистење. Да не сме во заблуда, ова не е детално чистење, ова е превентивно чистење, каде што заедно со општина Могила, Битола, општина и Новаци и двете водостопански предпријатија Битолско поле и Прилепско поле го спроведуваме овој акционен план. Превентивно ние зазедаме став тука на нашите состаноци да ги санираме и да ги затвориме пропустите на брегот на река Црна. А такви имаме околу 14. Сега имаме накнадно уште 2 во Прилепскиот дел, каде што ги прифатиме и тие, ако не се во склопот на оваа програма, затоа што може да ни представуваат проблем. Почнувајќи, работевме под хитна постапка, објавивме и тендер за хитна постапка, каде што добивме согласност од Советот за јавни набавки и го спроведивме тоа. Све со цел, бидејќи времето не гази. Не гази во тој дел да не се случат некои временски неприлики кај што не можеме да интервенираме. До денес имаме затворено сите пропусти на река Црна, 14 плюс 2, ни остана уште еден, и во Прилепскиот, и во делот на општина Новаци, и делот на општина Могила, каде што 10 километри има во општина Прилеп, 10 во општина Новаци и 10 во општина Могила. Тука спаѓа и река Елешка, која мораме да ја прочистиме. Сега, бидејќи ги затвориме тие пропусти на коритото на река Црна, на бреговите, сега ќе одиме за превентивно чистење на вегетацијата, бидејќи имаме многу крупна вегетација во река Црна, која го попречува движењето на водата и едно 20 до 30% протокот е запрен со оваа вегетација. Бидејќи се ствараат некои вештачки брани, овој река Црна носи све пред неја и тука овие има големи попречувања. Еве, имаме почнато со тоа да ја чистиме, ќе продолжиме и понатаму и надевајќи се дека ваквите временски прилики ќе потрајат, ние ќе завршиме за 10 до 15 дена. За 10 до 15 дена се очекува се заврши чистењето од крупната вегетација. Така. Се работи за голем проект, кој се е вклучен во реализација, дали финансиски, дали со поддршка? Навистина се работи за голем проект. Тука учествувам владата на Република Македонија, благодарение на владата, исто и Министерството за земјоделие и шумарство, каде што имаме одобрено околу 500.000 евра за превентивното чистење и 300 тона нафта од државните резерви на Република Македонија. Ќе видиме дали овие средства ќе бидат доволни, а во овој дел
вклучени се општина Новаци, општина Битола и општина Могила и двете водостопански предпријатија Битолско поле и Прилевско поле, каде што треба од нашите буџети да интервенираме со 30.000 евра. Јас мислам дека ова ќе биде доволно за да го санираме сето ова, бидејќи враќајќи се малце назад, да не се повтори тоа што беше досега. Така. Со каква механизација се располага на терен моментално? Фирмата која ја избравме, тоа е Трансмет, располага со огромна механизација, има ангажирано и подизведувачи во сето ова. Ангажирани се многу тешка механизација, камиони, липкери, скипови, кои моментално работат со едно 20 камиони и 10 механизации, оваа тешка механизација што е за чистење и за санирање на коритото. Така. Дали механизацијата е доволна и дали од оваа позиција може да се направи некои предвидување кога би се завршило со оваа фаза на чистењето на река Црна? Ангажираноста на фирмата која има добиено тендерот е на ниво и тие ние имаме и надзор овдека кој го контролираат сето тоа. Доволна е моментално, ако треба нешто да се интервенира, тие се во состојба да интервенира со поголема механизација, со потешка механизација. Јас пак ќе напоменам, ова е превентивно чистење. Деталното чистење ќе биде од нова година или сега. Понатаму, тоа е огромно нешто, тоа е поголем проект, каде што владата заедно со Министерството има изработено и физибилити студија за такво чистење. Тоа е чистење во должина од 50 километри, тоа е детално чистење, мора тоа да го спроведиме. Ова превентивно го спроведуваме да не дојдат да ни се случи такво нешто како што ни се случи во јануари и февруари ова 2015 година. Деталното чистење предпоставувам ќе биде подолг проект кој што ќе се спроведува во текот на целата 2016 година. Имате некои детали околу тоа како би се одвивало или е се уште во фаза на изработка? Точно, тоа ќе биде подолгорочно чистење, бидејќи ќе одиме со чистење и на дното на река Црна, влегувајќи со метро до 2 метра, бидејќи насипо многу голем, ова корито на река Црна не е чистено скоро 30 до 40 години и тука е проблемот. Бидејќи ние имаме тука канали, еве 10-ти, 9-ти, Добрушевски канал, втори канал, 5-ти канал, каде што тие канали носеќи отпадни води не може да влезат во река Црна, бидејќи дното е многу повисоко и при обилни дождови и полнење на коритото на река Црна имаме поврат назад по овие канали и тие ни представува голем проблем кој го поплавува ова цело подрачје овдека на овие општини. Знаеме дека поплавите од почетокот на оваа година направија голема штета во овој регион, посебно во општина Новаци. Докаде исплатата на штети, како на приватните домаќинства, земјоделските посеви, индустријски објекти кои што некои беа зафатени, како се одвиваат тие работи? Точно, имавме доста штети на овој дел. Беа поплавени многу, околу 15.000 хектари заедно со земјоделско-индустријски комбинат. А штетите имавме комисија за проценка на штета, која излезе на терен. Штетите се проценети и 95% и повеќе, скоро исплатено е на сопствениците, на индивидуалните сопственици на земјоделско земјиште за штети на нанесените штети. А очекуваме дека во најскоро време, сега и овој месец, ќе бидат исплатени штетите од објектите и инфраструктурата. Навистина, овдека во делот на општината имаме големо оштетување на инфраструктура. Само за пример да ви кажам, пробиен е патот кој ланската година, во октомври, ова време, беше асфалтиран, тоа е овој гнеотино брод, во должина од 1 километар е струшен потполно патот. Надокнадата на
објектите кои беа, имавме 19 објекти кои беа доста оштетени. Комисијата излезе на место, ги процени штетите, а имавме едно 3 објекти, поточно 2 кои беа детално уништени. И ние тие ги помагавме. Јас се користам оваа прилика да ви кажам дека да им се заблагодарам на интервенцијата на сите фирми во Македонија кои ни поможија, на локалното население, на нашите иселеници во диаспората и на општините во Република Македонија кои ни поможи и на општините што сме побратими надвор од границите. Тука можам да ја спомнам Дуги Рад, Хрпелје, Козина, општина Ѓорче Петров, Илинден, Петровец, кои навистина јас ме изненадија со нивната хуманост и солидарност која ја пројавија во тие моменти која ни беше најпотребна. И на сите фирми кои учествуваа на еден позив, нарочито овие фирми тука кои работат во РЕК, тука е Пелистер, тука е Трансмет, тука е Мис Комерц, кои навистина ни поможи во даден момент. Ако тие не беа и не се јавеа на време, ние овдека ќе беме поплавени пола село. Најмалце 100 куќи. И благодарение на тоа што почнавме пред време да го работиме сето тоа, да направиме еден насип околу Новаци во должина 3 километри, тој не спасе многу. Ама постоеше огромна опасност и тој насип да биде пробиен, и затоа се одлучивме на еден радикален потез да направиме пролаз кон регионалниот пат Битола-Рек. Како се задоволни жителите на општина Новац, посебно земјоделците од обештетувањето, тоа како се одвиваше целиот процес од вашата отвореност да им излезете во пресрет и слично? Па ние на сите му излеговме во пресрет, имавме еден проблем друг, требаше пријавувањето да се докаже со имотен лист за собственост, а имаме ние овдека доста граѓани, жители на Новаци, каде што ги работат некои ниве без народнини на пријатели, кои се иселени надвор од Република Македонија, и добивме нападствија дека и тие да ги прифатиме, и излеговме поново на проценка, и тие се прифатени. Задоволството во овој дел е добро и огромно е во делот на проценките на земјоделско земјиште. Се очекуваме обештетување за објектите. Новац е една од општините кои го сочинуваат Пелагонискиот плански регион и со тоа е дел од проектот кој има за цел афирмација на авантуристичкиот туризам Открија Пелагонија. Проектот се реализира во текот на месец септември, односно во 5 последователни викенди, а е во реализација на Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион. Општина Новаци беше домаќин на 2 настани, и тоа планинарскиот марш на Кајмакчалан и традиционалната мототура. На овој начин и Новаци е дел од мапата од туристички дестинации од овој регион кои имаат услови за практикување на авантуристички туризам. Покрај активностите околу чистењето на река Црна и исплатата на земјоделците, општина Новаци најде време да биде дел и од проектот Открија Пелагонија. Една од активностите, односно мототурата, што е дел од месецот на авантуризам, се спроведуваше токму во Новаци, па како помина тој настан, вашите впечатоци? Па видите, ние општина Новаци спроведува вакви активности доста. Во овој дел, во тој авантуристички туризам кој е во Пелагонискиот регион, ние тука една мототура спроведивме во пределите во Морејовскиот дел, тука е Маково, Рапеш, Старавина, Пазович и тамо кај манастирот Зович. А исто така имавме и планинарски марш до Кајмакчалан. Ова е сето спроведено све со цел присутните и учесници да видат нашите природни убавини, културни наследства што ги имаме, а ние располагаме со многу овдека.
Само да ви напомнам дека оваа година се слави 100 годишнина од Првата светска војна. Тука беше и амбасадорката на Република Франција, каде што имаме огромна поддршка и соработуваме и со Долна Нормандија. Овие знаменитости да ги открием и да се достапни за нашите туристи, за нашите посетители, а имаме огромна заинтересираност. Нарочито овие тур оператори кои сакаат да носат туристи во нашиот дел, отворени му се кај нас сите можности, можат да и носат. Само да ви кажам дека ние ланската година, кој го спроведиме и оваа година, која не зафати, имаме еден проект Жива историја, жива природа, преку ИПА програмите меѓугранична соработка, каде што овие културни наследства ги негуваме и афирмираме. Еве, тука е мостот во село Зович, кој го реконструираме на некој начин. Црквата во Свети Димитрија во Градешница исто така, а и ја реновиравме и оспособиме за туристите куќата на Калеш Анѓа во село Старабина, каде ево имаме доста пофалби, доста е посетена, сакат да видат нашата хероина по романот Стале Попов и така. Интересно. Покрај овие активности, на какви проекти работи општина Новаци во моментов? Па ние покрај редовните проекти што имаме во стратегијата на општината, имаме и други проекти. Сега имаме проектот за локални улици, каде што имаме предвидено асфалтирање на околу 3 километри улици во општина Новаци. Тука имаме, сега пуштивме повеќе наменско игралиште во потреба, пуштивме и спортска сала, сега ќе пуштиме и тениско игралиште, со кое навистина јас се гордеам со тоа тениско игралиште, бидејќи е едино вака во руралните општини. Имаме доста активности во тој дел, а имаме и преку средствата кои ни се доделени за фосилни горива, имаме санирање на фекалната канализација. Владата доста ни поможа, благодарение на владата, која доста грантови ни дава. Еве се еден грант имаме од 260.000 евра, каде што ќе работиме на делот на канализација во село Добромири, Рибарци, Гермијан, Бач. Оваа општина има многу населени места, да ви кажам, околу 41 село, кои повеќе, кои помалце се населени. Ама во наредниот период имаме едно два големи проекти кои мораме да ги спроведиме. Тоа е за добробит на нашето население. Тоа е префрлување на системот за наводнување Стрежево преку река Црна, каде што ќе се наводнува скоро 3000 хектари индивидуално земјиште, каде што бенефитот е многу голем за локалното население, а исто и парноводот кој ќе спроведуваме од рек Битола, Новаци, Битола и понатаму и Могила. Тој парновод не е само за затоплување на домовите и на куќите, бидејќи тој цевковод води кон многу плодно земјиште. Имаме голема заинтересираност како од домашни, така и од странски инвеститори кои сакаат да инвестира, гледајќи ги можностите, бидејќи тука ќе има рано-гранински производи, пластеници, па јас сега ги повикувам и нашето население, кој сака да работи, да профитира, има идеални услови. И за крај, само што се вративте од работната посета во Хрватска, односно во збратмедниот град Дугират. Која беше целта на вашата посета таму и дали има простор за некоја соработка во иднина со овој град? Навистина така е, во стратегијата на општината Новаци влегува многу вакви посети, ние сме многу забратимени со доста општини, како во Европа тука, така и преку
океанските земји, нарочито Австралија. Оваа посета е возвратна со Дуги Рат, имаме добра соработка со таа општина. Насоките ни беа размена на искуства, меѓусебно запознавање во делот на културата, на спортот, во делот на администрацијата, како тие работат, а најглавното ни е соработката во пласирање на, аплицирање на проектите према ИПА програмите, бидејќи Хрватска е земја членка на Европската Унија. Така, значи можеме да ја користиме некои позитивни практики, искуства, како земја која што веќе е дел од европското семејство. Во секој случај тие се малце поискусни во овој дел и затоа ние и користиме нивните совети и разговори со нив како понатаму да настапуваме, како можеме да искористиме повеќе, како да се развиваме на некој начин што побрзо и поефикасно, помодерно и така натаму. Имаме огромна поддршка од таа општина и јас, да ви кажам, многу сум благодарен вака и задоволен од оваа посета која ја направи. Ви благодарам за издвоеното време што бевте дел од нашата емисија, па ќе разговараме во следни прилики за нови проекти. Ви благодарам и вас и голем поздрав за вашите гледачи на вашата телевизија.